Резултатите од матурата не смее да бидат колективно поништени, туку само на оние кои биле фатени на дело како препишуваат, велат познавачите, кои сметаат дека вината не е кај учениците, туку кај образовниот систем. Просветниот инспектор во пензија Илиевски ги повика министерот за образование Шакири и директорката на испитниот центар Михајловска да не чекаат промена на власта, туку веднаш да се поднесат неотповикливи оставки. Ова следи откако образовните институции целосно потврлија во организирањето на матурските испити втора година поред, бидејќи не успеваат да спречат масовно препишување. Непочитување на правилникот за изведување на матурските испити. А тоа значи, таму треба да има набудувачи, таму треба да има контролори и да се направи регистрација на секој ученик. Илиевски вели дека вината не треба да се бара кај учениците, бидејќи ако биле доволно подготвени, немало да се обидуваат да препишуваат. Тие се одлучиле на тој чекор поради незнаење и несигурност. Вината лежи во Министерството за образование и наука и во Државниот испитен центар, каде што сите одговорни, како што е министерот, како и директорот на Државниот испитен центар, поthitno и сега треба да си поднесат неотповикливи оставки, бидејќи се тие виновни. Додава дека просветниот инспекторат мора да биде присутен на тестирањето со цел да утврди дали контролорите правилно го спровеле процесот и каде имало пропусти, што и овој пат не било случај. Министрот Шакири веќе го впери прстот во Државниот испитен центар, додека пак оттаму вината ја префрлија кај контролорите кои го спроведувале процесот. Од ДИЦ вела дека тие немаат надлежност да истражуваат, иако станува збор за пропусти во мерките кои тие ги преземаа. Оттаму додаваат дека учениците кај себе немале телефони, но и покрај тоа, за препишувањето пресудна беше Вибер група со околу 7000 членови. Познавачите велат дека можеби е потребно на тестирачите да им се плати и дополнителниот ангажман, односно работа за викенд, но тие да сносат и поголема одговорност. Прво што треба да се направи е да се одвојат државната стручна матура од државната гимназиска матура и тоа е нешто што веќе повеќе години се зборува и треба да се спроведе. Децата треба да се поподготвени за матурскиот испит, што значи дека подолго треба да се подготвуваат во училиштата од страна на наставниците. Годинава за да не се повтори препишувањето од лани. Над 10.000 матуранти полагаа во спортските сали и ходниците на училиштата. Предлог мерка беше и поставувањето блокатори за телефонска мрежа, но институциите решија дека тоа ќе чини многу. За сега е непознато дали блокаторите или нискиот степен на образование има повисока цена, имајќи предвид дека учениците од Македонија бележат пат на светското PISA тестирање уште од 2018. Тие во декември лани се најдоа во групата држави со најлоши резултати во читање, природни науки и математика. Од вкупно 81 држава, Македонија се најде на 62-то место во математика, 72-то во читање и 69-то по природни науки.